Добар ден, другари мои, како сте ми денес? Денес би сакал да ви обрнам внимание на еден опасен сајт, на кој би можеле да изгубите одредена сума на пари, инаку се работи за сајтот crypterium.com. Веќе некое време трагам по опција со која би можел сите заработени биткоини да ги префрлам на картица, а со тоа и да можам да ги подигнам од било кој банкомат во евра или денари. Пред отприлика еден месец на Facebook ми се појави реклама за сајтот crypterium.com кој тврди дека испраќа криптовиза картички и во Македонија. Го отворив сајтот и дознав дека преку нивниот новчаник или волет може секој корисник да префрла криптовалути на нивната виртуелна дебитна картичка или доколку поседувате нивна пластична виза криптокартичка. Се одлучив да направам налог на нивниот сајт со што добив новчаник и виртуелна дебитна виза картичка. За да ги уживате овие услуги, потребно е да го потврдите, верификувате вашиот налог како опции беа понудени лична карта, возачка или пасош. Со помош на лична карта го потврдив својот идентитет успешно и секако при креирање на налогот потребно е да се внесат точни информации како што се адреса, име, презиме и така натаму. Откако успешно го потврдив својот идентитет, ми беше достапна виртуелната крипто картичка со која исто така можете да купувате, плаќате онлайн скоро секаде. Префрлив одредена сума на биткоини во евра на истата картичка околу 40 евра. Потоа прецирав за пластичната виза крипто картичка која инаку за да ви ја достават до вашата домашна адреса чини 14,99 евра, за која можете да платите исклучиво преку криптовалута. Потоа приметив дека лимитот ми е на 150 евра, за кој лимит имам направено верификација исто така со лична карта. Се обидов исто така да го зголемам лимитот на 10.000 евра и повторно морав да се докажувам. И мислев дека постапката е иста. Се обидов со процесот на верификација, но за жал безуспешно. За да ја добиете истата картичка, потребно е да чекате отприлика 15 до 20 дена. После одредено време, отприлика 15 дена плюс минус некој ден, влегувам на страната и приметувам дека мојата виртуелна виза картичка е блокирана и пишува дека е блокирана поради безбедносни причини. Не постоева од тој момент никакви безбедносни причини. Потоа се обидувам да стапам во контакт со нивниот тим за поддршка, кој морам да кажам дека е апсолутно непрофесионален, катастрофа. Ги запрашав зошто не можам да го завршам процесот за верификација и зошто мојата виза крипто картичка е блокирана. Чекав еден ден да добијам некаков одговор од нивна страна и главниот одговор беше дека доколку сакам да го зголемам лимитот и да ми ја деблокираат картичката, морам верификацијата да ја направам само исклучиво со пасош, зашто според новата европска регулатива повеќе личната карта и возачката дозвола не се доволни показатели за вашиот идентитет. Катастрофа. Искрено се шокирав, бидејќи на сите останати веб сајтови, кога правите верификација, имате опција да бирате лична карта, возачка или пасош. Замислете ситуација да имате 15.000 евра и ви ја блокираат картичката, а при тоа не ви известиле никако за блокирањето. И вашиот пасош е истечен или воопшто немате пасош. Што тогаш? Искрено не се работи за голема сума на пари, но зошто секаде мора да постои избор? Личната карта, возачката дозвола се доволен показател за вашиот идентитет. Друга случка се обидувам да префрлам пари во биткоини од нивниот новчаник на друг новчаник и ми покажува дека треба да платам такса од цели 16 евра во биткоини, а се работи за префрлање на 50 евра во биткоини, што е навистина лоповлук невиден. Затоа моја препорака е што подалеку од овој сајт ќе се спасите себе си од проблеми на кои би можеле да наидете. Crypterium.com е тешка превара. Тотално неспособни луѓе, посебно во делот за техничката поддршка. Штом го видите овој сајт, бегајте што подалеку од него. Тоа е се за денес, другари мои, а ние се гледаме со ново видео многу наскоро. Без сака Гокс, чувајте се, имајте убав ден и добро здравје. Чаос!